На 6. април 1941 година, Кралството Југославија било нападнато од силите на Оската, предводени од нацистичка Германија, и во првите 10 дена паднало под ударот на војските на Хитлеровата коалиција. Со молневита војна бил реализиран германскиот план Потфат 25. На 17. април, Кралството Југославија потпишало безусловна капитулација. За Македонија и македонскиот народ започнала нова драматична историја на повторни делби, борба и крвопролевање. Дведецениското големо српско владење во вардарскиот дел на Македонија било заменето со нови окупатори, германски и италијански војни трупи. Во втората половина на април 1941 година, германските дивизии биле заменети со бугарски. Во западниот дел на Вардарска Македонија бил воспоставен италијанскиот фашистички режим, заедно со квинслишката држава Голема Албанија, а во источниот дел се стационирал окупаторскиот режим на царска Бугарија, како сојузничка на Третиот рајх. И во двата режими македонскиот народ повторно беше изложен на асимилација и денационализација, при што повторно аграрното прашање се користеше како орудие во спроведување на мерките на денационализација и асимилација на македонскиот народ. Интересно е тоа што македонскиот народ и овој пат, како и за време на Балканските војни, бугарските окупаторски војски ги пречека како ослободители, бидејќи живееше во еден таков тежок режим на терор, на насилство, на изживување од страна српските власти, без никакви политички национални права и некако првите денови на бугарската окупација ги доживеа како ослободување. А народ излезе, огромен број народ на станица да ги пречека. Имаше некое предчувство дека еве си отидоја Србите, сега ќе биде белки поинаку, поубаво и така натамо, бугарите ќе се разбериме со ними подобро. Меѓутоа ништо од сето тоа не стана. Веднаш тие дојдоа со огромен број полиција во градот. И тоа првото што ги видовме сите граѓани, направија една парада во која една огромна единица, бројна единица полицајци, наоружани до заби, маршира по Широк Сокак, главната улица на Битола. Одма после тоа се забрани македонскиот јазик во администрација, во школите, и така натамо, мора да се збора само бугарски. Нашите презимиња сите станаја со ов и ев и на крајот ерголем. Истото што ни го правеа србите. Презимето моје беше Грујич. Србизирано, овие сега бугаризирани. При тоа, во првите денови на окупацијата, првите мерки на ова ревизија на аграрната реформа, кои биле превземени од страна на бугарските власти, беше да ги протераат од Македонија српските колонисти. И на таков начин сакаа повеќе да ги привлечат македонците кон себе и кај нив да создадат илузии дека ете сега се создава целокупна Бугарија и во рамките на ова целокупна Бугарија македонските бугари конечно ќе добијат национално ослободување. Но, насекаде беше забранен македонскиот јазик. Бе отворени специјални курсеви за изучување на бугарскиот јазик, што значи македонците тука си го зборуваа својот автоктон локален македонски јазик. Тие не го познаваа бугарскиот јазик, кој беше нормално како една држава, кодифициран, литературен и така натаму. За нив тоа беше тук јазик. Значи се спроведува изучување на бугарскиот јазик, целокупната администрација во рацете на луѓе доверливи, најголемиот дел доведувани од Бугарија, значи ги држаат тие клучни сектори на власта во Македонија. Во рамките на ваквата денационализаторска политика, посебен третман имале припадниците на националните малцинства, кои биле прогласени за лица од туѓо потекло. Кон нив бил применуван посебен режим, како непожелна категорија на луѓе. Особено трагичен исход од водењето на оваа политика била депортацијата на 7215 македонски евреи во злогласниот логор Треблинка во март 1943 година.
Евреите од Битола, Скопје, Штип и други градови од така наречените новослободени бугарски земји завршиле во гасни комори во залог на Хитлеровиот нацистички идеал. Еврејското население е посебна трагична епизода на Битола. Во Битола живееја 10% од вкупниот број на населението. 3600 души имаше евреи. Тие беа многу мал дел богати, трговци и така натаму. Основната маса беа сиромаси, дури страдалници за леп и така натаму. Кога се слушна веќе дојде окупацијата, првен им го ограничија движењето и наредија да носат таа Давидова звезда на раката и така натаму. И почна да се шушка оти ќе ги депортираат. 11 март 1943 година ги сардисаја со војска и полиција тој квартот кај што живееја. Ноќе од кревети, од спање ги кренаја, ги избркаја од куќите, ги наредија во колона и несоја према железничката станица. И на тој начин заврши нивната селидба, ги донесоја во Скопје, па од Скопје после во Тремлинка и така во Битола останаја од сите тие 3600. Еден дел дојде во партизани, во партизани имавме едно 20 души. Од нив станаја некој, еден беше генерал на Југословенската народна армија, пуковници и така натаму, али и тие после си отидоја во Израел, така што во Битола сега нема ни еден евреин. Како резултат на долгогодишното ривалство помеѓу Бугарија и Србија околу заграбувањето на Македонија, српското население, колонизирано во Македонија во периодот од 1919 до 1941 година, било ставено во многу неповолна положба. Многу мерки во рамките на колонизацијата и аграрната реформа, всушност тие работи одат заедно, главно заедно одат, се преземани со сила, особено таа сила е употребена према српските колонисти кои што биле доведувани во периодот до 1941 година. Поради тоа голем број од тие српски колонисти од страв дека ќе бидат ликвидирани, ги напуштиле имотите и си заминале во Србија, која што после па ќе создаде проблем со оглед на нивното барање да се вратат на имотите кои што ги напуштиле во 1941 година. Тоа создава нови политички проблеми. Со воспоставувањето на бугарската власт, една од првите работи кои што новата бугарска власт одека ја направила, тоа е да го реши колонистичкиот проблем. Веднаш по воспоставувањето на бугарската власт биле испратени луѓе, инженери, агрономи и така натаму, кои чија што задача била да направат анализа на српската колонизација во периодот помеѓу двете војни. На кој простор е извршена колонизацијата, со кој аграрен фонд се располага и како најбрзо би можело дел од колонистите веднаш да се преселат на територијата на Србија, значи надвор од бугарското окупационо подрачје. Најголем дел од колонистите биле сместени во Скопската област, Кумановската област, Дош по Вардарието и во одредени области на источна Македонија. Например, во Мустафино, во Овчеполието бил направен собирен центар, каде што биле собрани колонистите, па од тука биле тие протерани во Србија. Истото тоа се случило и со српските колонисти во Скопската област, во Кумановската и така натаму. Значи, некаде околу 26.000 луѓе колонисти, главно срби по националност, биле протерани од овој простор. Интересно е да се напомене дека оние колонисти кои што потекнувале од југоисточна Србија, просторот на Врање, Сурдулица, Пирот, кои што 41 потпаднале под окупација на бугарската држава, биле оставени да живеат. Например, во Скопско, во селото Мршевци, колонистите од Сурдулица, или, например, колонистите од Пирот, кои што биле населени во Кумановско Матејче, и така натаму, да не навлегуваме нели во сите тие примери.
Според некои извори, ова била една крајно нехумана акција, која безобзирно се спроведувала, а не можела да се реализира со таква динамика заради повеќе тешкоти, меѓу кои една од главните била организација на транспортот. Со оваа мерка требало да се постигнат следниве цели. Прво, од територијата на Македонија да се отстранат сите припадници на српската националност, за кои се верувало дека нема да ги прифатат мерките на бугаризација. Второ, да се покаже пред македонскиот народ дека бугарската нација во Македонија се чисти од србите како главен непријател на бугарскиот народ. Организираното иселување на србите започнало кон крајот на мај 1941 година под надлежност на одделот А на државната сигурност, на чие чело се наоѓал Љубомир Јорданов. До 1 јули 1941 година од Скопје били иселени 19.453 срби, а според извештајот на германскиот генерал Лист, од целата скопска околија били иселени вкупно 26.450 лица, откако претходно им бил одземен целиот имот. Со посебна наредба од 17. септември 1941 година, германците привремено и забраниле на Скопската дирекција да врши иселување во Србија. Подоцна били иселувани само оние срби кои самите сакале да го напуштат овој регион. Во новонастанатата ситуација, бугарските власти пристапиле кон детална анализа на целокупниот комплекс на аграрни односи во Македонија и се зафатиле со ревизија на српската, односно предвоената југословенска аграрна реформа и колонизација. Првата задача што си ја поставиле бугарските власти при спроведувањето на државните мерки во сферата на земјишно-сопственичките односи било утврдување на сета расположива аграрна земја, а потоа незина распределба според одредени критериуми, односно оземјување на поединци и институции. Со ова ново оземјување кое се случи во Македонија во текот на Втората светска војна, всушност се создаде еден огромен хаос во имотно-сопственичките односи. Најголемиот дел од земјата кој требаше да се подели на македонските селани се делеше според национални критериуми кои ги востанови бугарската држава, односно најголемиот дел се даваше на благонадежните, односно на оние кои се рачунаат дека се наклонети кон бугарските власти или кои ќе се декларираат за бугари. Значи, повторно земјата беше користена со цел денационализација и асимилација на македонскиот народ. Во Западна Македонија пак, италијанските фашистички окупатори ја поделиле власта со албанските соработници, создавајќи ја квинслишката држава Голема Албанија. За оној дел кој што беше окупиран од Италија, но оттапен на воена и полициска управа и цивилна на албанците, односно главно воената власт ја вршеа италијаните, меѓутоа полициската и цивилната општинската власт им беше препуштена на албанците. Бидејќи тие се покажаа лојални кон италијанската власт, има привилегии во однос на добивање на одредени површини на обработлива земја. Така што некои простори кои под притисок на окупационите сили во Албанија беа напуштени, беа населени со албански колонисти, иако македонски територии, не само во самата Албанија, туку и на територијата на Македонија, Тетовско, Гостиварско и слично. Во овој дел од Македонија, покрај терор и денационализација, меѓу другото била спроведувана економска експлоатација на селото преку воспоставување на различни облици на давачки кон државата, познати уште од средновековието, како семенлак, спајлак, чифлигарство, десеток и слично. Откупувачите на десетокот во голем број биле соработници на окупаторот. Тие доаѓале во селата со вооружени придружби и вршеле терор над населението. Во Западна Македонија, под закрила на албанската квинсличка власт, формирана од страна на италијанскиот окупатор, некои албански земјосопственици го покренале прашањето за враќање на земјишните поседи, кои им биле откупени, односно одземени, за време на монархистичка Југославија. Од тука, сите оние кои со делумната аграрна реформа, спроведена во монархистичка Југославија,
се стекнале со земја во Западна Македонија, а тоа биле претежно колонистички српски семејства. Морале пред албанските судски органи со документи да ја докажуваат стекнатата собственост. Албанската квинслишка власт им излегла во пресрет на оние кои барале признавање на некогашната собственост, така што новите собственици ги обврзала да им даваат по 1/4 од производите од земјата, што била добиена со поранешната југословенска аграрна реформа. Со разгорувањето на национално-ослободителното движење во Западна Македонија, се повеќе се засилувал и теророт на окупаторот и неговите соработници. Изложени на крајна дискриминација, беззаконие и жесток терор, македонците биле принудени да ги напуштаат своите домови и да бараат спас во иселување, главно во делот на Македонија под бугарска окупација. Албанската квинслишка власт го помагала ваквото етничко чистење, при што честопати македонското население не можело слободно да го отуѓува својот имот и било принудено на многу ограничувања. Иселениците од италијанската окупациона зона не биле сесрдно прифаќани ниту од бугарските власти, кои во повеќе наврати барале да се прекине овој бран на емиграции. Особено тешка била положбата на оние бегалци, кои биле враќани назад, бидејќи нивните имоти веќе биле запоседнати од албанците и соработниците на италијанските фашистички власти. И покрај се, тешко можеле да се сопрат преселбите со кои се испразниле повеќе планински села во Западна Македонија, при што видливо се променил и етничкиот состав на населението во овие предели. Тешката состојба особено дошла до израз во периодот од средината на 1943 и во текот на 1944 година, кога започнало масовно иселување на македонците од Дебарско, Гостиварско и други подрачја, при што биле испразнети селата Горно и Долно Мелничани, Долно и Горно Косоврасти, Горенце, Пареши, Житинани, Осој, Гари, Лазарополе, Тресонче, Селце, Росоки, Сушица, Галичник и други. Благодарение на народно-ослободителната борба, македонскиот народ на 2 август 1944 година на првото заседание на АСНОМ ја прогласи својата прва современа држава Демократска федерална Македонија. Македонскиот народ изрази едно огромно задоволство од резултатите на ослободителната војна, во која што учествуваше и тој, на некој начин виде остварување на неговите цели и идеали за создавање на посебна македонска држава. Мене ми остана во големо сеќавање првото заседание на АСНОМ. Јас не бев на тоа заседание, не бев делегат, бев илегалец во Битола, али кога се одржа тоа заседание, кога се објавија неговите резултати, мене душата ми летна, а тоа го чувствуваја и сите други млади луѓе околу мене. Видовме оти навистина се остварува нешто сосема ново. Навистина Македонија стана држава, нацијата стана политички субјект признаен со државата и се оствари идеалот кој дотогаш го мечтаеле генерации и генерации. При тоа, едно од основните прашања кои се постави за решавање пред новата држава веднаш во првите денови на нејзиното конституирање беше решавањето на аграрното и селанското прашање. Имено, најголемиот број од учесниците во Народно-ослободителната војска на Македонија беа селани. Луѓе кои тргнаа во борба не за комунизам, не за некакви други идеали, туку имаат две основни цели – национална слобода и решавање на социјалното прашање. А решавањето на социјалното прашање за нив значеше да добијат конечно свое собствено парче земја на кое ќе можат економски да обстојуваат со своето семејство. И македонското раководство, односно президиумот на АСНОМ, начело со Методи Андонов Ченто, беа многу свесни за овие цели за кои се бореше македонското селанство најмасовно во текот на Втората светска војна. Пред да се реши аграрното прашање, едно од најболните прашања беше разрешувањето на колонистичкиот проблем во Македонија. Било одлучено меѓу останатото да се задржи статус кво.
односно да не се дозволи во моментот враќање на поранешните колонисти, а земјата да остане кај оние кои што тогаш ја владееле, значи во моментот 1944 година. Тоа предизвикало определени проблеми. Например, понатаму се формира сојузна влада, каде што имало определени граѓански политичари, кои што биле политичари меѓу двете светски војни. Тие сметале дека едно од основните прашања е дека колонистите треба да се вратат онаму каде што живееле помеѓу двете војни, значи помеѓу 19 и 41 година. Во основа, прашањето не било национално, туку прашањето било економско. Во Македонија и по Втората светска војна е аграрно пренаселена земја. Доколку се вратат старите колонисти, треба да се одземе земјата на оние кои што во тој момент ја користеле, кои што исто така биле повеќе члени семејства кои што имале многу малку своја земја, помеѓу 1 и 2 хектари. При тоа Методе Андонов Ченто, Панко Брашнаров, Емануел Чучков и други дејци на овој прв президиум се залага за тоа српските колонисти да останат онаму каде што се наоѓаат до конечно разрешување законско на овој колонистички проблем. Но и покрај ваквите ставови, дел од српските колонисти се враќаат на теренот и ги запоседнуваат нивните поранешни имоти на кои веќе се наоѓаат населени македонски селани и настанува на многу непријатна состојба на меѓуетничка нетрпеливост помеѓу македонците и србите. Во тој момент, судбината на повеќе од 24.000 семејства зависела од правилното и благовремено спроведување на ревизијата, на доделување земја на поранешните колонисти и аграрни интересенти, не сметајќи ги се поострите барања за парче земја на бројното сиромашно и безимотно македонско селанство. Прашањето за ревизија, поврзано со враќањето на српските колонисти во Демократска федерална Македонија, предизвикало бурни дискусии во федералните државно-партиски органи и тела. Така, подпредседателот на привремената влада на Демократска федерална Југославија, Милан Грол, изразувајќи сомневање во националната посебност на македонскиот народ, во дискусиите околу донесувањето на законот за аграрна реформа и колонизација, настапувал од позиции на одбрана на српските интереси, истакнувајќи ја при тоа неделивоста на линијата Морава-Вардар. Според него, федералната положба на Македонија можела да се прифати единствено само заради стопанските и други интереси на Србија. Истовремено се изразувал сомнеж во однесувањето на македонците заради нетрпеливоста која се манифестирала на теренот во врска со сопственоста на земјиштето. Овие појави српските политичари ги квалификувале како македонски шовинизам, но според изјавите на Владо Зечевиќ, еден од тогашните сојузни функционери во привремената влада на Демократска федеративна Југославија, на лице место било утврдено дека имало незгодни ситуации кои произлегувале од однесувањето на неодговорни луѓе. При тоа не станувало збор за староседелците, туку за поранешни српски колонисти, кои не само што не дале придонес во народно-слободителната борба, туку честопати учествувале во четничките акции. Сретен Жујовиќ пак, еден од членовите на врвот на Комунистичката партија на Југославија до 1948 година, кој добро ги познавал поранешните состојби, забележал дека Македонија толку многу страдала во кралска Југославија, изложена на насилство и србизација, така што е зачудувачки што немал уште поизразено пројавување на шовинизам. Жујовиќ сметал дека формулата за самоопределување придонесувала за тоа кај македонците да се разбие сомнежот и стравот дека би можело повторно да се применат старите методи на насилство и србизација. Противречните ставови и мислења помеѓу дел од членовите на македонското државно раководство, односно президиумот на АСНОМ од една страна и Политбирото на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и пројугословенските кадри во Македонија од друга, по повеќе прашања кои се однесувале на положбата на републиката во рамките на федерацијата, најмногу дошле до израз токму околу проблемот на ревизија на предвоената аграрна реформа. Но сепак македонското раководство, македонските представници успеале да се изборат за ова ваква еманципација на македонците, односно за ревизија на аграрната реформа, на српската аграрна реформа, која требало да се спроведи во интерес на македонското селанство. На теренот во Македонија се случуваат многу немили настани. Подигање на меѓуетнички тензии, односно непријателство и нетрпеливост помеѓу македонските селани и српските
колонисти кои се враќале на нивните земји. Значи, прашањето било многу акутно, а веќе тоа е држава Југославија, или Федерална Југославија, во која братството и единството представува основната парола на градењето на новата држава. Но тука сојузните, исто и сојузните власти, како и републичките, морале да бидат мощно внимателни, бидејќи за македонскиот селанец добивањето на парчето земја значеше потврда за неговата национална слобода, бидејќи секогаш во историјата таа земја била користена за тој да се однародува, да се србизира или да се побугарчува. И затоа ова беше дел од разрешувањето на националното прашање, кое го превзедоа овие деци на Асном, создатели на првата македонска држава и кои мора да го разрешат во најден рок, бидејќи навистина се случуваа непријатни ситуации на теренот на непријателство помеѓу македонците и србите. Повеќето членови на президиумот на Асном, тргнувајќи од националните чувства на македонскиот народ, кој еднаш за секогаш настојувал да ја отфрли хегемонијата на соседните нации, се залагале да се забрани враќањето на српските колонисти. Истовремено тие барали селување на оние колонисти кои останале во Македонија и нивно распределување онаму каде што има доволно земја за обработување. За овој начин на разрешување на колонистичкиот проблем особено се залагале Методи Андонов Ченто и Панко Брашнаров, кои поаѓале пред се од реалните состојби на теренот, каде владеел глад за земја. Подоцна во монтираниот судски процес против Методи Андонов Ченто, меѓу останатите негови наводни гревови, се вбројувал и неговиот став за невраќање на српските колонисти во Македонија. Така во еден партиски извештај било наведено следново. Во врска со оставката на Ченто се дискутира меѓу партиците, оти тој ја дал оставката затоа што не сакал да дојдат србите во Македонија и друго. Панко Брашнаров пак, меѓу другото и поради неговиот став за невраќање на колонистите и чиновниците од немакедонско потекло во Македонија, на второто заседание на Асном во декември 1944 година бил деградиран и избран само за член на Асном. Оваа постапка била повторена и на третото заседание во април 1945 година, кога како член на президиумот немал речиси никакви задолженија. На сојузно ниво, особено жестоки биле дискусиите околу враќањето или невраќањето во Македонија на оние колонисти кои биле протерани од бугарскиот окупатор и албанските квислинзи, или пак самоволно ги напуштиле окупационите подрачја. Емануел Чучков, како представник од Македонија во рамките на Националниот комитет на ослободувањето на Југославија и во председателството на АВНОј, го бранел ставот за забрана на враќање на иселените колонисти. На седницата на Националниот комитет, одржана на 17 ноември 1944 година, Чучков предложил командата на градот да прекине со издавање пропусници за Македонија, бидејќи се работело за лица кои на незаконит начин добиле земја за време на Кралска Југославија. Овој предлог на Чучков бил прифатен, а истовремено се пристапило кон барање на соодветни начини за законско разрешување и регулирање на колонистичкиот комплекс во духот на определбите на новата држава. Президиумот на Асном, по повеќекратни расправи за сите аспекти на колонистичкиот проблем, на 21 ноември 1944 година донел решение со кое во Федерална Македонија се дозволува враќање исклучиво на протераните македонци од српските и бугарските окупаторски власти. Истовремено со ова решение се воспоставила привремена забрана за враќање на југословенските поданици кои живееле во Македонија до 1941 година. И покрај забраните, повереникот за внатрешни работи Кирил Петрушев ги информирал членовите на президиумот за се позачестеното преминување на северната граница на нередовен, контрабанден начин на луѓе кои се со едно наполно негативно настроение спрема нашата нова држава. Овие луѓе делувале разорувачки, пропагирајќи дека немало ништо да стане од македонската држава и дека ќе дошле 20.000 чиновници од Србија да ја земат власта во своји раце. За спречување на ваквата злонамерна и деструктивна пропаганда, Петрушев се залагал привремено да се спречи враќањето на тие луѓе во Македонија до средување на приликите. Забраната за враќање на српските колонисти во Федерална Македонија била донесена од две основни причини.
Прво, заради несредените имотно-правни односи и спречување на можностите за нивно натамошно сложнување. И второ, заради појавата на повеќе случаи во кои колонистите кои сакале да одбегнат одредени санкции за своето непријателско држење кон народно-слободителното движење, барале начин да се сокријат во Македонија. Имајќи ги предвид овие случаи, надлежните органи ја зголемиле контролата на лицата кои влегувале на територијата на Федерална Македонија. Во почетокот на февруари 1945 година, Поверенството за внатрешни работи доставило нападствие до сите народно-слободителни одбори во Републиката со кое се регулирало враќањето на колонистите и други лица, а кое посебно се однесувало на Кумановската околија. Нападствието налагало веднаш да бидат повикани сите поранешни населеници, југословенски поданици, кои не биле македонци, и притоа се барало сите оние на кои веќе им завршил престојот, веднаш да ја напуштат Македонија. Истото се однесувало и за вратените македонци бегалци, кои не располагале со потребното одобрение од Поверенството за внатрешни работи. Но и покрај настојувањето на локалните власти за запазување на статус кво над населеничките имоти до донесувањето на соодветен закон, било тешко да се спречи нелегалното враќање на повеќе колонисти и други мигрирани лица, со што се создавале низа социјални и други проблеми. На инсистирање на Емануел Чучков, сојузните органи носат една одлука која се на 6 март 1945 година, со која се забранува враќање на српските колонисти во нивните поранешни места за живење. Така што привремено се стивнува тој бран на враќањето на српските колонисти во Македонија. Овој проблем не се разрешил преку уредба, туку преку посебен закон за ревизија на доделувањето земја на поранешните аграрни интересенти во Македонија и Косовско-Метохиската област, значи на оние земји кои ги добиле пред 6 април 1941 година. И со тоа македонското селанство требало да добие гаранција дека ќе ги реализира своите национални права во својата прва современа држава. Тоа било многу важен акт за македонците токму овој закон за ревизија на доделувањето земја, бидејќи земјата била секогаш користена за негова денационализација и асимилација. Решавањето на колонистичкиот проблем после 45-46 година е направен на еден сосема друг начин. 44-45 година, околу половина милион германци, така наречени фолксдојчери, од територијата, главно населени на територијата на Војводина, биле протерани како сојузници на окупаторот, односно на германските војски. Така да, на сите колонисти од територијата на Македонија и Косово, на кои што не им било дозволено да се вратат на имотите кои што ги добиле после 1919 година, им било дозволено да се населат во Војводина на имотите на поранешните фолксдојчери кои што живееле на тој простор. Меѓутоа, со донесувањето на законот за ревизија на доделувањето земја на поранешните колонисти и аграрни интересенти во Македонија и Косовско-Метохиската област, 5 месеци подоцна, на 3 август 1945 година, одлуката престанала да важи, со оглед на тоа што колонистичкиот проблем се решавал со одредбите на овој закон. Таа била и формално укината во 1953 година. Ситуацијата на теренот во однос на ревизијата на аграрната реформа била доста сложена и непријатна. Пример за изблив на таа нетрпеливост е во Горно Лисиче се случила една таква непријатна ситуација каде што 2 куќи на колонистички семејства значи биле нападнати и претрпеле некое уништување свое. Ваквите состојби биле искористувани и во дневно-политички цели за докажување дека има нетрпеливост во Македонија кон српството, односно кон српското население. Поради создадената нетрпеливост помеѓу колонистите по потекло срби и црногорци од една страна и родокрајното население во Македонија од друга страна,
На седницата на Законодавниот одбор на председателството на АВНОј, одржана на 31 јули 1945 година, дошло до остри расправи и во текот на донесувањето на Законот за ревизија и Сојузниот закон за аграрна реформа и колонизација. На ВИС по АВНОј 1944 година во јуни, раководството на Народно-освојителното движење во Југославија задолжило еден од тогаш што го сметало за стручњаци во областта на аграрната реформа и колонизација, Сретен Вукосавлевиќ, кој што подоцна станал и министер во владата на Јосип Брз Тито, да подготви еден елаборат што е со Македонија. Тој никаде не нашол за потреба дека да каже во тој елаборат дека живеат и македонци. Напротив, смета дека Македонија не треба да се конституира како посебна држава, туку да не се дели Вардарската долина, да остане исто како до сега. Значи, изразува отпор против конституирање на македонската држава како посебна република во рамките на Југословенската федерација. Сретен Вукосавлевиќ многу опширно го елаборира и прашањето за аграрната реформа. Се јавува тука една српска струја која што се бори за враќање на српските колонисти во Македонија и една струја од самата Македонија, која што смета дека Македонија не само што нема доволно земја за да доведува колонисти од надвор, туку и враќањето на српските колонисти во Македонија ќе донесе многу големи политички проблеми. Емануел Чучков, кој сметал дека колонистите во Македонија главно се наоѓале заради остварување на големосрпските цели, го изнел ставо дека тие загрозувале македонската нација. Од друга страна пак, министерот за колонизација Сретен Вукосавлевиќ и представникот од Црнагора Марко Вујачиќ остро се спротивставиле на овој став, доведувајќи го во прашање и постоењето на македонската нација, истакнувајќи при тоа дека во Македонија колонистите доживувале најразлични малтретирања. Марко Вујачиќ изразил особена недоверба кон Емануел Чучков како припадник на ВМРО и непартиец и барал по тоа прашање да разговара само со комунисти. Затоа веќе следниот ден, на 1 август, во Белград бил повикан Лазар Колишевски, кој изјавил дека ќе се работи сосема согласно упатствата што ќе ги изработи министерот за колонизација и дека ќе се постигне договор за враќање на колонистите во Македонија. Прашањето покрај изразено политичката димензија имало и своја економска страна. Иако се работело за мал број повратници колонисти, нивното враќање откривало сета тежина на аграрната пренаселеност на Македонија. По низе расправи и усогласувања, на 3 август 1945 година бил донесен Законот за ревизија на дозволите за доделување земја на колонистите и аграрните интересенти во Македонија и Косовско-Метохиската област. За спроведување на ревизијата на аграрната реформа биле формирани така наречени мешовити комисии. Мешовитите комисии биле составени од членови на Комисијата за аграрна реформа и земјоделие при владата на Федеративна Народна Република Југославија, исто така и од делегати на Министерството за земјоделие и шумарство на Народна Република Македонија. Значи, овие комисии имале мешан етнички состав, еднаков број представници и од југословенската и од македонската страна, со цел кога ќе треба на теренот да се спроведува законот, да биде евентуално однапред елиминирани било какво неправилности или пристрасност. Но и покрај тоа дошло до одредени несогласувања помеѓу македонските представници, помеѓу сојузните представници, нели на чело нова комисија бил полковникот Мирко Крчич и на теренот Јордан Блажевски,
Бекер, Мишев и така натаму, представниците од Македонската комисија секогаш настојувале ригорозно и построго да се спроведе законот, односно македонските селани да бидат повеќе обештетени, односно да им се врати нивната земја, а што може поголем број од српските колонисти да остане во Војводина и во другите места онаму каде што имало доволно земја за обработување, бидејќи во Македонија навистина се чувствувала аграрна пренаселеност и една глад на селанецот за земјата. Интересни има документи кои овие представниците на сојузната влада ги испраќаат до МУП, односно до Министерството за внатрешни работи во Белград, во кои се жала дека македонските представници настапуваат националистички, си ги гледаат тесно македонските интереси, дека мора проблемот да се гледа во југословенски рамки и така натаму. Ревизијата започнала да се спроведува од 10 јануари 1946 година и најинтензивно се одвивала во текот на јануари и февруари. Но проблемите со кои се соочиле се покажале далеку посложени отколку што тоа било предвидено пред заминувањето на терен. При тоа мешовитата комисија наидувала на различни специфични ситуации, за чие решавање било потребно подолго време и засебно разгледување. Според збирните резултати на Комисијата за аграрна реформа и колонизација на Федеративна Народна Република Југославија од 1948 година, во Македонија правото на земја го изгубиле вкупно 2810 колонисти, односно биле одземени 6777 поседи со површина од 21.789 хектари. Истовремено биле евидентирани 4082 местни корисника, од кои 714 го изгубиле правото на порано доделената земја. Поголемиот дел, поточно 3368 корисници, го задржале ова право. Но што се случува? Иако овој закон бил донесен со цел да се исправи таа неправда нанесена на македонските селани, сепак и со овој закон се создава огромно незадоволство кај македонските селани, особено кај македонските борци, кои со Законот за аграрна реформа и колонизација, донесен на 23 август 1945 година, добивале од 2 до 7 хектари земја, додека српските колонисти 811 колку што ја задржале земјата во Македонија од прилика некаде 4000 колонисти на теренот биле, 811 ја задржале таа земја, сите тие задржале најпрвокласната земја и тоа од 10 до 20 хектари и се разбира дека тоа создало дополнително незадоволство кај македонските селани, особено кај македонските борци заради ваквата неправда во однос на квалитетот и квантитетот на земјишните парцели кои ги имале српските колонисти и македонските селани во Македонија. Разгледувајќи оваа состојба, Министерството за земјоделие и шумарство при владата на Федеративна Народна Република Југославија, плашејќи се од појава на посилна меѓунационална нетрпеливост, барало и за оваа категорија поранешни колонисти и местни корисници да важи одредбата на член 20 од Законот за аграрна реформа и внатрешна колонизација на Народна Република Македонија, според кој се предвидувало површината на доделената, заедно со сопствената обработлива земја, да изнесува од 2 до 7 хектари, зависно од просечната големина на земјоделското стопанство во околијата во која се врши оземјувањето. И покрај многу недоследности, ревизијата на доделувањето земја на поранешни колонисти и аграрни интересенти во Македонија била важен чекор на новата државна власт, која настојувала да ги исправи неправдите на старата експлоататорска и денационализаторска политика. Незиното спроведување во голема мера придонело за надминување на наталожените хипотеки на една асимилаторска колонистичка политика и подобрување на македонско-српските односи во духот на прокламираното братство и единство. Може да се каже, може да се констатира дека исправени се најголемите неправди кои што се создавани во периодите кога Македонија била под туѓата власт на оваа територија. Истовремено со ревизијата, во периодот од 1945 до 1948 година, била спроведена нова аграрна реформа и колонизација, со цел социјално згрижување на селанството, на кое му било отпишан најголем дел од претходните долгови.
Во овие први повоени години, селанството како најбројна социјална категорија, на својот грб ја понело целокупната обнова на земјата, прехраната на непроизводното население и војската, истовремено обезбедувајќи за извоз традиционални македонски производи, како афион, тутун, ориз и друго. Но набрзо, во 1948 година, дошло до нарушување на југословенско-советските односи. Тогаш југословенското раководство повторно посегнало кон одземање на земјата, спроведувајќи радикална колективизација на селото. Река од довчерашни селани земјоделци се слеала на граделиштата на првата петолетка. Наместо урбанизација на селото, како резултат на овој процес, македонските села останале речиси празни, а градските и приградските населби станале пренаселени. Колективизацијата со своите негативни економски, политички и психолошки ефекти оставила пустош во македонското земјоделие. Колонизацијата на Македонија, како географски центар на Балканот, крстопат на кој се вкрстуваат сите незначајни патни правци, подрачје со поволни климатски услови и богато со природни ресурси, се одвивала во сите периоди од незината историја. Колонизацијата била раководена од различни цели, социјални, економски и политички, но најчесто била организирана, особено во најновата историја, со цел да се измени етничката структура на населението и да се изврши асимилација и денационализација на македонскиот народ. Сепак, во крајниот биланс и покрај насилните методи со кои била спроведувана, македонскиот народ успеал да се избори за своја држава и да ја сочува националната посебност, јазикот, културата и сопствениот идентитет. Да ви честитам слободна, суверена и самостојна Македонија!